Активните мерки за вработување и самовработување ги даваат очекуваните резултати, велат од Кавадаречкиот центар за вработување. Многу невработени лица успеале да си обезбедат работно место со поддршка од државата, а со тоа директно се намалува бројот на невработени во Кавадарци, вели раководителот на центарот Благој Борисов. Значи активните мерки и политики тие си одат по истиот ред, значи моментално има 13 активни мерки. Посебно што сакам денеска да истакнам, че испадна мерката самовработување. Тука би потвртал некои точки за да објаснам точно што е тоа самовработување. Значи тоа се работи за лица кои што можат оно што сакаат да отворат сами прифатен бизнис, а да се активни баратели. Што значи активни баратели? Да се пројавуваат секој месец, односно по нашиот статус 200. Не е ограничен типот, односно можноста на бизнисите, значи може скоро сите бизниси. Значи се работи за самовработување, а за оние поиновативни и кои што ќе бидат со својот бизнис план подобри, може да имат, значи, не кажа, средствата се работи за 185.000, може да бидат 265.000 и за најиновативните до 360.000, односно 3 лица вработување во старт со мерката. Друго што сакам да кажам, значи при крај, секој пат имам проблеми кога се завршуваат некои мерки, тоа е, значи, Македонија вработува 2, која ќе трае до 27 овој месец, затоа сите кои што сметаат имаат потреба да ова мерка, односно закон, да го искористат, да бидат понавремено дојдени, да биле, како што ни кажа праксата, да биде последниот ден, па зошто не, па како, а јас порано не разбрав, а се работи за период од една година, што значи доволен период, секој што сметал и што сакал да знае. Затоа пак потврдувам, ево го, тука да бидеме поинновативни до периодот, односно за периодот до 26 додека е во траење овој закон, да ги искористат можностите на кои што нема јасно, нека додат пак, како што кажав и минатиот пат, ќе му објасним кои што се мерки, односно обврски има, дали можат, не можат и така. Значи, слободно секој работен ден нека поведат да бидат навремено информирани, да не биде после касно, после период. Бројката секој па треба да спомнеме, да не, значи, од минатото интервју до денес имаме негде намалување од 100 лица, што значи ако беа 2160, сега се 2060 лица, како активни баратели. Ако направиме на ова некоја аналитика, ќе видиме дека од овие лица 2060 лица, значи оние што се технолошки вишок, тие се негде 400-500 бројка, ќе останат 1500. И ако кажеме дека имаме 1500 што се лица кои се со високо образование, значи сега зборувам за работна сила од пониска категорија, остануваат некаде бројка само од 1000 лица кои што барат непотребно, значи работна сила, правиме за работници, не зборуваме за инженери, професори и така, значи. Тоа, гледајќи ги уназад годините, е најниско ниво. И нормално, тука ќе кажам дека веќе имаме и суфицит на работна сила, ако ги земеме дека нашиот крај е земјоделски, ако ги земеме земјоделските стопанства кои функционираат кај нас, ќе видиме дека имаме и увоз на работна сила од соседните општини. Веле се радувам, више да не ги редам. Една од услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија се саемите за вработување кои представуваат можност за задоволување на потребната работна сила за работодавачите, како и можност за успешно представување на пазарот на трудот и вработување за невработените лица. Оно што следува една од мерките, значи на Агенција за вработување, организирање на саеми за вработување. Тоа е во текот, значи, на утрешниот ден, 30, со почеток од 10 часот, со трајање до 2 часот во спортска сала. Јас сме затоа и поканувам сите и работодавачи, и работници да се најдат на едно место, да се најдат еден јазик, и едните и другите, како да би биле поуспешни, значи, работодавци да видат што работна сила располага центарот, односно градот или околината, а работниците да видат што потреба од работна сила. Значи, тоа е најголемиот дел од нашата работа, што можеме во еден момент да бидат на исто место, така да сметаме дека тука
Искуството кои се овие 2 години организираат овие сајмови покажуваат позитивни резултати и сметаме дека тоа ќе биде еден краен домет за да и така намалената намалување на вработување да го намалиме на уште понизко ниво, што значи во едно место да бидат сите лица. Во изминатиот период целосно беше реновирана зградата на Кавадаречкиот центар за вработување. Борисов денеска информираше и за овој проект кој е целосно реализиран. Центарот за вработување Кавадарци во период од 2 години, не полни 2 години, реновирање беше комплет реновиран, што значи под врати, џамови и стакло, да не редам све. Негде со површина од 534 метри квадратни. Се со цел, значи, подобрувањето на условите за работа и работење, односно услугите, како да бидеме по-продуктивни према странките, односно да бидеме по-услужливи и по-компетентни. Тоа е во делот што сакам да ги запознам, значи, ова дојде како цел, односно како центар кој што во минатиот период беше истакнат со поголема работа, односно со добра организација и падна бројката од 6 први кои што беа реновирани центри во државата да биде еден и Кавадаречкиот, односно нашиот центар.